И дефинитивно кавадарци, посебно фудбалско кавадарци и тоа како знае да ги почитува своите великани, знае да ги почитува вредностите. Кавадарци е познато во Македонија дека има многу великани од сите сфери на општествениот живот, а посебно од спортот и фудбалот. Еден од нив е Андон Дончевски или Чичко Дончо, родениот кавадарчанец, во свое време еден од најдобрите македонски фудбалери и тренери, а ќе се памети и како прв селектор на нашата најдобра фудбалска репрезентација во самостојна Македонија. Денеска по иницијатива на Сашко Тасев, член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија и претседател на Општинскиот фудбалски сојуз Кавадарци, во Кавадарци беше откриена спомен, плоча на родната куќа на Андон Дончевски. Локалните жители објавија видео снимки од астероидот како се движи низ ноќното небо на социјалните мрежи. Неверојатна снимка го фатила моментот кога астероид ја проби земјината атмосфера над Сибир, пишува Daily Mail. Вселенската карпа, означена како Ковеб-5, се појави на ноќното небо во 23 часот и 14 минути по локално време. Неколку часа откако системот за откривање астероиди на НАСА издаде предупредување. Локалните жители објавија видеа на социјалните мрежи од астероидот како се движи низ ноќното небо, се претвора во огнена топка пред да исчезне. Астероидот експлодира на неверојатно црвено светло над Јакутија, летајки над градските светла и изгоре додека минуваше над Олекминск. Бритни Спирс одлучи да се одсели од САД. Пејачката на својот 43-ти роден ден откри дека ја донела одлуката да се пресели во Мексико со цел да избега од папараците. Навистина ме повредува тоа што папараците прават моето лице да изгледа како да носам некаква бела маска. Тоа дури не ни наликува на мене, порача Бритни. Таа додаде и дека односот на папараците кон неа бил исклучително злобен и суров, па затоа се преселила во Мексико. Стотици австралијци утрово чекаат во редици пред Колс во Пенрид и Ферфилд Вест за шансата да обезбедат ваучер во вредност од 100 или $200, пишува Daily Mail. Милиардерот Портели лично ги подели првите 10 ваучери, а останатите ги поделија вработените во супермаркетите. Одлично е што можеме да им помогнеме на семејствата пред Божик. Можам да си го дозволам тоа, рекол милиардерот, кој истиот ден посетил и продавница во Порт Аделајд.